Викендов започнува зимското сметање на времето, кое значи 1 час повеќе сон, но и пократок ден, нешто кое на многу луѓе им создава проблеми. Прилагодувањето оди дотаму што некои дури бараат и лекарска помош. Станува збор за луѓето кои што имаат психички проблеми, несоници, проблеми со јадењето, проблеми со социализацијата. Тоа тешко доаѓа, тешко се прилагодуваат. Исто така хроничните болни кои што имаат срцеви заболувања, кои што исто така ритмот на притисок и на земење на лекови, на храна зависи од некоја временска рамка. Од почетокот потешко го поднесуваат. Тука станува збор исто и за диабетичарите, и за хронични болни кои што имаат проблеми со гастроинтестиналниот тракт. Здравите организми можат лесно да се прилагодат, бидејќи тоа не е голема временска разлика. Младите организми исто така лесно се го поднесуваат ова. Освен здравствени и психички проблеми кај луѓето, временската промена има и економски негативности, каде со промената најпогодени се и транспортерите. Секоја промена на ова време во летно и зимско сметање негативно влијае на секого, посебно на превозниците, поготово што возачите се тие кои што постојано се движат, така да земено во глобала можеме да кажеме дека влијае на многу начини. Психички, физички, време на прилагодување кое што треба со работно време на сите други кои што менуваат или не менуваат, така да сметам дека би било многу позитивно кога би останало исто сметање на времето низ целиот период на годината, со што човечкиот организам, односно организмот на возачите, би бил постабилен и не би имало големи турбуленции во однос на нивното психичко однесување, во однос на физичка состојба, затоа што знаеме дека многу е важно за безбедност во сообраќајето да има психофизичка состојба на возачите да биде позитивна. Зимското сметање на времето е тема за која расправа и Европскиот парламент, каде многу земји истакнуваат барање за укинување на зимското и постојано практикување на летно сметање на времето поради здравствени, но најмногу поради економски причини.